Владимир Темков, шеф е во фојето на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, синоќ ќе собра професори од факултетот, еминентни сликари, репрезентативни македонски имиња во ликовната уметност, потоа естрадни личности, негови пријатели од кавадарци од Скопје, кавадарчиња кои живеат и работат во Скопје, искрени познавачи на неговата уметност. А поводот за ова собирање беше изложбата на Темков потрага по смислата на ликовноста во соочување со убавината на природата, на која се представени дела од неговиот магистерски труд изработени во акрил на платно. За неговото творештво писателот Тодор Богев во каталогот ќе напише: неговото соочување со убавината на природата е проактивно, интуитивно, експресивно. Од неговите слики очигледно е дека природата во него ствара восхит, таа кај него разбудува душевни состојби кои ескалираат во воодушувањето пред се од одредени конкретни убавини и аспекти на природата кои претходно ги наведов, кои како крајна фаза експресионираат и се вообличуваат на ликовното платно, изборуваат за неодмеливото влијание кое природата го извршува врз нас луѓето како душевни битија, кои не можеме рамнодушно да ја посматраме природата без да се поларизираме и воодушевуваме и соочуваме со нејзините убавини. За неговото творештво говорија ликовниот уметник од Кавадарци Горан Боев, председателот на Друштвото на ликовни уметници на Македонија Христијан Санев. Боев се осврна на творештвото на Темков и притоа рече дека целиот концепт на ова изложба му се допаѓа. Темата која е магистерски труд е токму потрагата по смислата на ликовноста, кој е лајт мотив, односно задача на секој сликар. Кавадаречките уметници, каде што припаѓа и Темков, имаат специфичен естетски код кој се гледа во палетата на боите кои се користат во неговите слики, рече Боев. Председателот на ДЛУМ Христијан Санев пак призна дека Темков успеал да ги обедини сите уметници на едно место на ова изложба. Темков дава една нова ликовна сила, рече тој. Тој успева да ја пласира ликовната уметност кај нас, особено меѓу младите, и со својата добра енергија да влијае позитивно на сите, нагласи тој. Навистина ми се допаѓа целиот концепт за изложбата, темата која што воедно и тема на магистерскиот труд, бидејќи се работи за нешто што навистина е важно, ако се чини единствено важно во севкупното ликовно творештво, а тоа е баш таа потрага по смислата на ликовното, нели? И нели во што Владо продолжува во своето изложување во убавината на природата. И таа смисла, тоа трагање по ликовното, односно смислата за трагање по убавината е најважна, односно единствена задача на секој сликар. Ќе споменам нашиот голем уметник и сликар Петар Мазев, кој што во една прилика даде еден коментар во однос на своето лично творештво, кое што во прво време можеби не е дошло на одобрување од страна на средината, и ќе каже дека ете моето сликарство е оценето како грдо, но јас се трудам и во грдото да го пронајдам убавото. Што значи повторно се враќа на таа есенција или на таа потрага по убавината, која што е главна задача на секој ликовен автор. Инаку, можеби ги дам пристрасен да го кажам дека кавадаречките уметници, барем они или познатите, меѓу кои секој се бројува Темков, имаат еден специфичен естетски код кој што сметам дека тоа топло и вешко поднебе го има втиснато во нив. И тоа пред се огледа во енергичноста на потегот, во изборот на боите, палетата која што ја користат. И за тоа сведочи сликарството на Мазев, сликарството на Чемејски, вечерва сликарството на Темков. Но тој естетски код кој што го носат во себе, всушност представува и таа убавина која што човекот ќе носи самиот во себе, односно убавината по која што трага во надворешниот свет е рефлекс на оно што самиот како човек, како уметник го носи во себе. Со тоа сакам да направам една мала скица во однос на што е тоа, една дефиниција во однос на што е таа убавина, нели? И ги тргнам од три аспекта. Првиот, нели, естетскиот аспект, убавината како нешто што предонесува за позитивни вибрации во нашата емотивна свест.
убавината како еден вид на антипод за се она што е негативно кај човекот, нели? Таа антипод на сите негативни чувства и секако дека кога се соочуваме со неа или иако сме во лошо расположение, нека се подобро нашата состојба, нашето расположение. И трето што е најважно и што сметам дека е на некој начин духовно нивото кој што стреми убавината, а тоа е да таа обединува и тоа го потврдуваат и големите уметници, ако ги земеме оние познати уметници од историја на уметност. Ќе видиме дека тие се воедно и големи космополити, затоа што нивната уметност секако е космополитска, светска и уметност која што обединува, која што не се обраќа само на една специфична група на луѓе, туку се обраќа на целото човештво како такво. За неговата уметност има вечерва кој да говори за она што го прави. Јас би кажал само збор-два за неговата човечност, неговото доблест, големо срце и обидите да од неговото родно место направи еден културен центар. За неговата несебична помош, не само кон друштвото, во кој што и тој е самиот член и дел од управниот одбор заедно со мене во оние структури на ВЛУМ, туку и во обидите да ги промовира младите уметници и да малку можеби ја обогати со една нова свежина, со една нова ликовна сила сликарската култура во нашите простори. Она што би рекол е цел на Сдруженијето на ликовни уметници на Македонија, но кога ние не можеме, барем имаме вакви луѓе кои што се грижат за тоа. Од таа страна јас му благодарам за сета онаа помош кон сите нас што ја има и верувам дека и понатаму ќе ја задржи она добра енергија и она доблест да им помага на луѓето, а ние ќе бидеме сведоци не само на неговите подвизи, туку и на сите оние подвизи кои што ќе бидат направени благодарение на него. Акторот Петар Темелковски пак вниманието го сврте со стихови посветени на Македонија и патриотизмот. Инаку Темков во изјавата за медиумите рече дека со овој опус кој го ствара, чувствува состојба на зрелост која ја постигнува после многу години работа и стварање на ликовни дела. Но таа зрелост во неговата работа воопшто не значи задоволување и запирање во потрагата по непознатото. Напротив, тој допрева ќе ја бара кулминацијата која, барем кај уметниците, никогаш не завршува. Можеби таа е главниот инспиративен сегмент кој ги раѓа убавите дела кај него и кај останатите уметници. Владимир Темков на изложбата во Скопје презентира 6 платна 200 по 200 сантиметри, кои се труд на неговиот опус за здобивање на звањето магистер на ликовни науки, кој од синоќа и официјално го има, и 34 придружни слики кои се составени на овој опус. Владимир Темков е роден 1959 година во Кавадарци. Во Скопје завршил средно уметничко училиште, педагошка академија и факултет за ликовни уметности, каде и магистрира. Живе и работи во Кавадарци, досега имал голем број на самостојни и групни изложби, учествувал на многу меѓународни колонии во државата и во странство и остварил неколку студиски патувања, односно престои во странство. Повеќе од 60 самостојни изложби, да не кажам низ цела Европа, цела Македонија, и Њу Йорк, и Париз. Арно, ама ова последната мислам дека е една од најубавите изложби, затоа што, како што спомнавте и вие, се вратив на место од каде што почнав. Ова е факултетот за ликовна уметност, каде што нели во Скопје заврши средно уметничко, па педагошка академија, факултет за ликовни уметности. Еве денес еден убав момент, убав настан, значи денеска магистрирав на темата сликарството и ликовноста во потрагата на пејзажот и мислам дека ретко кој нема да има емоции и убави чувства на еден ваков настан. Поготово што еве почнуваат да идат колеги од цела Македонија, колеги од Скопје, од Кавадарци пријатели и мислам дека нема поголемо задоволство за еден автор кој што нели целиот живот го посветил на сликарството и на ликовната уметност. Не знам дали сум оправо, меѓутоа оваа изложба ми изгледа како да е зрела. Па да ви кажам, јас денес и со комисијата со која што разговараме, мислам дека денес е денот Д, односно денес е почеток на правењето на
сериозните ликовни дела кои што нели доправа следуваат. Мислам дека у 30 годишното мое ликовно творештво, барајќи се самиот себе, барајќи го мојот ликовен израз, дојдов до сознание дека сепак тиквешкото сонце и тиквешката природа се главните двигатели на моето сликарство и моите идеи околу стварањето на овие дела. Жешкото сонце, житните полиња, птиците, сето тоа трансформирано длабоко во мене и на еден енформалистички, еден експресионистички начин, изразено на овие платна, го покажува мојот темперамент и мојот дух. Дух кој што нели се создава во изминатите години, а поготово сега кога со нели до образбата и начинот на кој што почнувам да размислувам во сферата на духовноста, на ликовната уметност, во сферата на естетиката, мислам дека почнувам да градам еден нов начин и нов стил на изразување на сликарското платно. Колку дела има можност скопската публика да види и кога ќе биде ова изложба во Кавадар? Да, значи овде имам околу 40 дела, од кои што 6 се со голем формат 2 метра на 2 метра и околу 34 дела кои што се поддршка со помал формат, кои што се поддршка на овие големи дела, односно го доискажуваат начинот на кој што јас се представувам.